Добро вечер, го следите Дневникот во 22 часот. Во него ке гледате. Граѓаните погрешно ги празнуваат Духовден и Задушница. Ке се ангажира 20 сезонски пожарникари. Кумановец прободен со нож во вратот. Атлетичарите попогати за 20 медали. Јавното предпријатие Чистота и зеленило започна со чистење на градските гробишта во пресред на двата христијански празници, Задушница и Духовден. Искосени се сите тревни површини, поставени се корпи за отпадоци и исчистен е несобраниот смет. Од минатата недела екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило започнаа со подготовка и чистење на градските гробишта во пресред на двата христијански празници Задушница и Духовден. Од предпријатието информираа дека се искосени сите тревни површини, поставени се корпи за отпадоци и исчистене на собраниот смет. Освен екипите кои се задолжени за редовно одржување на хигиената на гробиштата, ангажирани се и екипи од одели за зелено-цветни, јавно-прометни површини и изнесување и депонирање на смет со цел поефикасно извршување на работата. Преземени се сите мерки како би овие два големи христијански празника ги дочекаме така да овозможиме на граѓаните да можат несметано да доаѓаат на гробните места и да ги посетуваат. Во денешниот ден гледате дека има движење на многу луѓе. Во попладневните часови се она што е оставено од нивна страна имаме дежурни екипи кои ќе го соберат и за ноќните часови и за Света Тројца и за Духовден ќе бидеме спремни и ќе овозможиме да граѓаните ординираат во чисти гробишта. Од предпријатието објаснуваа дека минатата година за Духовден група на млади палеле оган и го загрозувале јавниот ред и мир. Оттаму апелираат да се почитуваат правилата на градските гробишта за овозможување на непречено посетување на граѓаните на гробните места. Апел исто така и во однос на хигиената да во сите корпички и кантички кои се оставени во сите контейнери од страна на ЈП Чистота после обредот да можат да го остават ѓубрето како би можело јавното предпријатие многу поефектно да ја заврши работата. Секоја година за време на двата празника Духовден и Задушница, јавното предпријатие Чистота и зеленило ангажира екипи за работа на градските гробишта. Иако деновите се неработни, се организираат дежурства бидејќи гробиштата се најпосетени во овој период. Носење храна и ноќно бдење на гробишта не се белег на православието, порача од Кумановско-Осоговската епархија. Тие додаваат дека луѓето за спомен на блиските на гробните места треба да однесат само пченица и вино, а не таму да прават гозба. На Задушница и Духовден, двата дена во православното христијанство кои се посветени на душите на умрените, граѓаните масовно одат на гробишта. Според обичаите и верувањата на кумановци, на овие денови се раздаваат лепчиња, пити и погачи во спомен на најблиските. Повеќето одат на гробните места, некои палат цвеќи во црквите, а има и такви кои што делат храна на блиските соседи. Според свештениците од Кумановско-Осоговската епархија, носењето храна на гробишта е погрешно. Тие велат дека за спомен на починатите на гробните места треба да се однесе само пченица и вино. Да разграничиме, јадењето на храна важи само за живите. Јадењето се носело за да се даде на сиромасите кои што ќе придат да побараат од оние кои што принасат. На умрените не можеме и да им дадеме ниту јадење, ниту облека, ниту пиење, ниту цигари да им запалиме, ништо за нив не важи тоа. Значи, единствено нешто што можеме да го принесеме како дар е молитвата, затоа што единствено човекот со тој дар на зборување е украсен. Ниедно животно не може да го направи тоа, да зборува. Затоа и човекот, зборот, поменот или спомнувањето му го принесува на Бога како молитва за своите упокоени. Инаку во Кумановскиот регион традиција и ноќно бдење на гробиштата. Луѓето сметаат дека тогаш се сретнуваат со починатите. Од епархијата нагласуваат дека бдењето не е белег на православието. Инаку сосема погрешно е да се слегува навечер, да се јаде, да се пие. Секој од тие луѓе верувам дека ќе преминат во некои теми кои што немаат врска со умрениот. Значи, од една страна одат заради тоа што наводно сите тоа го прават и срамота е гробот да биде празен. Имаме таква пракса кога ќе се вкорени нешто што е неправилно, сите да го имитираме.
Тој додава дека наместо во недела на Света Троица, луѓето да присуствуваат на литургии во црквите и да се помолат за здравие, тие нема да дојдат, бидејќи ноќта ќе ја поминат на гробните места. Кумановци се задоволни од функционирањето на системот Мој термин. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето во кое се опфатени 6300 испитаници преку теренска анкета во 68 јавни здравствени установи. Пациентите од Куманово се задоволни од функционирањето на системот Мој термин. Оваа го покажуваат резултатите од истражувањето за задоволство на пациентите од функционирањето на здравствениот систем во кој се опфатени 6300 испитаници преку теренска анкета во 68 јавни здравствени установи. Министерот за здравство Никола Тодоров на пресконференција на која ги презентираше резултатите од истражувањето рече дека во јавните здравствени установи, каде се постапува по укажувањата и препораките на Министерството за здравство и тимот од Мој термин, задоволството на пациентите е одлично. И обратно, таму каде што здравствените установи не се фокусирани на оваа реформа и имплементација на системот, пациентите се најмалку задоволни. Според резултатите од истражувањето, 70% од испитаните пациенти сметаат дека докторите го почитуваат закажаното време за преглед во системот Мој термин, додека 30% сметаат дека не се почитува закажаното време од страна на докторите. Министерот Тодоров додаде дека овој систем е оценет како уникатен и е препорачан од повеќе европски земји, бидејќи овозможува добивање на податоци за пациентите, докторите и здравствените услуги, кои се исклучително означени за градењето на здравствената политика на државата. Територијалната противпожарна единица ќе ангажира 20 сезонски пожарникари, одлучи Советот на општина Куманово. Тие за време на летниот период ќе бидат задолжени за справување со пожари во Куманово, Липково и Стара Нагоричане. Советниците се согласуваат дека овие лица преку обуки треба да стекнат знаење за гасење на пожар предизвикани од хемикали, газ и слично. Територијалната противпожарна единица Куманово од 1 јуни ќе ангажира 20 сезонски пожарникари, одлучи Советот на општина Куманово. Тие до крајот на август ќе бидат дел од екипите кои ќе интервенираат при гаснење на пожари во Куманово, Старо Нагоричане и Липково. Советничката од опозицијата Валентина Јовановска се согласи со одлуката дека треба да се зголеми бројот на волонтери пожарникари, но таа праша дали овие лица се стручни за работата која што ќе треба да ја извршуваат. Раскажа дека минатата недела била сведок како дел од пожарникарите не знаеле како да се справат со хемиска реакција, која што се случи во гимназијата Гоце Делчев. На ова одговори советничката од СДСМ Снежана Захаријева, која истакна дека во овој случај не учествувале волонтери, туку луѓе со долг стаж. Имаат искуство, но непознаница и времетраење на локализацијата на пожарот биле по зборовите на командирот, и јас немам причина да не му верувам, заради тоа што не се знаело какви хемиски материи се запалиле, бидејќи не сите се гастат исто. А дека треба да имаат поминато обука и за гаснење на пожари предизвикани од експлозија на газ, хемикали и слично, треба да имаат, сите имаат некоја обука, меѓутоа добро е секогаш истата да се надгради. Градоначалникот Зоран Дамјановски истакна дека за овој ангажман не добиваат блок дотации, туку одвојуваат средства на сметка на комунални такси за изградба. Тие луѓе, јас не ги знам поединечно, имаат сите сертификат курсеви. Сега тоа колку се валидни тие курсеви, какво ни е образованието во државата, так би се предпоставаме тие курсеви лиценци. Меѓутоа, немам сугестија од командирот на противпожарна единица дека тие луѓе не се адекватни. Ова спецификата на пожари од хемиски средства, значи тоа се некои специфични состојби за кои треба да имаме адекватни протоколи за постапување. Замисли да имаме лабораторија за нуклеарна физика, тогаш треба да имаме таква. Така сакам да кажам дека имат тоа е нешто специфично. Тој истакна дека со противпожарната единица прават планови за да можат успешно да се справуваат со газ, бидејќи се смета за најопасен енергенс. Според него, противпожарната единица во наредниот период ќе обрне поголемо внимание на овој проблем.
Општинскиот буџет за 2015 година е проширен за 996.000 денари од донации наменети за два проекти. Оваа одлука беше донесена на последната седница на Советот на општина Куманово. Проектите со наслов "Обложи се на Европска унија, Балканот и Европа заедно" и имплементација на практична работа во образовниот процес ќе бидат реализирани во наредниот период. Буџетот на општина Куманово за 2015 година е проширен за 996.000 денари од донации наменети за два проекти, одлучија советниците на последната седница на Советот на општината. Во првиот проект е вклучен секторот за меѓународна интеграција при општината и представува можност за стекнување на нови искуства кон обединување на Европа со граѓаните. За таа цел тројца вработени од секторот за евроинтеграција посетија обука во Равена, Италија, а во наредниот период треба да заминат во Осијак и Суботица. Вториот проект пак е наменет за средното училиште Перо Наков. Првиот проект се однесува, е добиен преку општина Куманово и проектот се вика "Обложи се на Европска унија, Балканот и Европа заедно". Инаку се работи за проектот Европа на граѓани, кој што ќе трае во 2015 и 2016 година. Инаку е финансиран преку Европската унија, а средствата пристигаат преку градот Суботица, кој што представува официјален партнер заедно со општина Куманово во рамки на овој проект. Во овој проект се планирани средства кои што треба да бидат наменети за имплементација и обука. Со вториот проект се офатени 9 наставника од средното училиште Перо Наков кои ќе посетат обука за практична работа во образовниот систем во Гренада, Шпанија, во соработка со маркетинг агенции и бизнис секторот. Средствата од околу 800.000 денари наменети за овој проект се предвидени за сместување, патни трошоци и други договорни услуги. Вториот проект кој што се вградува во буџетот за 2015 година се однесува за средното општинско училиште Перо Наков, односно тоа е на проект кој што е добиен, односно ваков проект самото училиште имаше добиено во текот на минатата година. Ова е дополнување на самиот проект. Тука се работи за 834.000 денари, инаку средствата се добиени од Национална агенција за европски образовни програми и ќе се користа, проектот се вика под назив "Имплементација на практична работа во образовниот процес". Од секторот за финансии информираа дека двата проекти ќе станат составен дел од општинскиот буџет за 2015 година и ќе започнат со имплементација во најкус рок. Кумановец е пробуден со нож во вратот поради банална расправија. Инцидентот се случил синоќ околу 21 часот на улица 3 Македонска ударна бригада, поточно пред кафе-бар Ретро Кафе, откако АМ 29 годишен и ШИ 40 годишен од Куманово започнале расправија. Тогаш ШИ извадил нож и му нанел убодна рана во пределот на вратот на АМ. Откако се пресметал, го напуштил местото во непознат правец. АМ е пренесен во Кумановската болница, каде му е констатирана телесна повреда и задржане на лекување. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Младите атлетичари на атлетскиот клуб Куманово ги собра наградите од државно првенство во пионерска конкуренција. Тие освоија вкупно 20 медали, со што го урна рекордот на добиени награди во историјата на ова надпреварување. Клубот утре и задутре ќе учествува на финалниот сениорски куп кој ќе се одржи во Скопје. Атлетскиот клуб Куманово продолжува да реди успеси на државно ниво. Младите атлетичари освоија бројни медали на првенствата во скок, штафети, атлетски митинг, како и на државното пионерско првенство кое што се одржа минатата недела. Според статистиките, тие освоиле најголем број медали во историјата на ова надпреварување. Имајќи обзир дека таа ни е најака генерација сега што сме имале до сега на најмлади атлетичари, беше едноставно безмилосна во поглед на собирање на медалите, така што освоја нашите членови 12 златни индивидуални медали, покер тоа триумфира во штафетите и вкупно 20 медали, за време на еден надпревар. Тренерот Колески раскажа дека кумановци се заинтересирани за атлетика, но според него недостига желба за напредок во овој спорт. Тој вели дека младите не се амбициозни за успех, туку сакаат полежерен начин на живот. И не може со 2 години тренинг или со неколку месеци пауза секоја година да се постигнуваат врвни спортски резултати. И бидејќи нема голем број на такви деца што се многу сериозни,
Значи не може да се направи добра селекција и не може да се направи голем број на квалитетни атлетичари. Така што и клубот го насочуваме, значи се разбира имаме помладок и работиме кон помладок, но кон одреден број на квалитетни атлетичари што се и столб на репрезентација на Македонија и што се надеаме ќе носат поголем меѓународен успех понатаму. Инаку атлетскиот клуб Куманово утре и задутре ќе учествува на финалниот сениорски куп кој ќе се одржи во Скопје. Се собираат поени од сите дисциплини и тука малку ни фали масовноста, распространетоста на дисциплини. Оние клубови како некои работнички Охрид или во тето што работат со десетици години наназад, имаат многу голем број на атлетичари и ние едноставно се носиме со нив со квалитетен број на мали атлетичари, така што единствено на таков начин со победи успеаме да водиме, да кажеме, некоја тешка битка за клубски пласман. А индивидуално нашите атлетичари сите се прваци, значи се многу добри, но едноставно другите клубови на масовност успеваат така да ни задават потешкоти во борбите за клубските пласмани. Тренерот се надева дека младата екипа ќе го повтори успехот од минатата година и дека и покрај тешката конкуренција во Куманово ќе се вратат со златен медал. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 21 степен Целзиусов, а минималната се спушти до 11 степени Целзиусови. За утре се најавува сончево време, при што дневната температура ќе достигне 26 степени Целзиусови, а утринската ќе се намали до 9 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам добра ноќ.